Во новото издание на Digi Plus, усвоен првиот закон за вештачка интелигенција. Најновите вештачки интелигентни иновации беа представени на сајмот Viva Touch во Париз. Apple склучил договор со OpenAI за интегрирање на ChatGPT во iOS 18. Meta и Google сакаат да инвестираат милиони долари во AI во Холивуд. А од сега, Microsoft Copilot ќе ве гледа како играте Minecraft и ќе ви каже што погрешно правите. Гледајте не до самиот крај, ќе биде интересно. Добре дојдовте, ви го најавувам новото издание на Digi Plus со нови куп информации од дигиталниот свет. Во денешните Digi вести, буквално во сите застапена вештачката интелигенција и нејзината имплементација во иновациите кои компаниите помпезно ги најавуваат. Па почнуваме со ред. Односно, со веста дека Европската Унија даде одобрување за воспоставување на водачки прописи засновани на ризик за вештачка интелигенција. ЕУ даде одобрување за воспоставување на водачки прописи засновани за ризикот за вештачката интелигенција. Законот за вештачка интелигенција се применува само на области кои ги покрива законодавството на Европската Унија и предвидува исклучоци како системи кои што се користат исклучиво во воени и одбранбени цели, како и за истражувачки цели. Советот на Европската Унија го потврди актот за вештачка интелигенција, прв таков закон во светот кој може да постави глобален стандард за регулација на вештачката интелигенција. Советот на Европската Унија наведе дека законот е револуционерен и дека како прв од ваков вид во светот може да постави глобален стандард за регулација на вештачката интелигенција, објави порталот TouchCrash. Европскиот парламент веќе го одобри законот во март. Одобрувањето од Советот значи дека законот ќе биде објавен во службен весник на Европската Унија во наредните денови, а ќе стапи на сила во целата Европска Унија 20 дена потоа. Новите правила ќе се применуваат во фази, иако некои одредби ќе станат применливи дури по 2 години или дури подоцна. Законот усвојува пристап заснован на ризик за регулирање на употребата на вештачката интелигенција и забранува неколку случаи на употреба, како што се когнитивната и бихевиорална манипулација или социјално бодирање. Исто така, дефинира сет високоризични употреби, како што се биометријата и препознавање на лица, или вештачка интелигенција користена во области како што се образование и вработување. Развивачите на апликации ќе мора да ги регулираат своите системи и да ги исполнуваат обврските за управување со ризици и квалитет за да добијат пристап до пазарот на Европската Унија. Други категории на ви апликации, како што се четботовите, се сметаат за ограничен ризик и подлежат на полесни обврски на транспарентност. Законот одговара на растот на генеративните ви алатки со сет правила за така наречените општи намени на вештачката интелигенција. Сепак, во делот за општи намени на вештачката интелигенција ќе се соочат со само ограничени барања за транспарентност, а оние кои што надминуваат одреден праг на компјутерски капацитет и се сметаат дека представуваат системски ризик, ќе се соочуваат со построга регулација. Следејќи ги најновите вештачки интелигентни иновации, ве водиме во Париз на сајмот Viva Touch кој што заврши оваа недела. Од биопечатени клетки кои реплицираат човечка кожа до протетски раце кои совршено ги имитираат нашите движења, вештачката интелигенција е насекаде на овогодинешната конференција Viva Touch токму во Париз. Бројот на европски земји пристигнати на годинешниот настан беше за 30% поголем од претходните години. Повеќе од 3500 изложувачи од 120 земји се собраа за 4 дена размена и многу повеќе според Франсуа Битузе, директор на Viva Touch. Во Viva Touch има 3 главни цели. Првата е да се откријат и дешифрираат сите најнови трендови во технологијата и дигиталната технологија, рече Битузе. Втората е да правиме бизнис со почетни компании, големи корпорации, влади и технолошки лидери. Третата цел е да се воспостави врска. Viva Touch е меѓународен настан на кој присуствуваат 120 земји. И за нас исклучително е важно да се осигураме дека јапонскиот стартап може да запознае африкански инвеститор, например, изјави тој за Euronews. Стотици говорници ги даваат своите ставови за пресвртот предизвикан од вештачката интелигенција на самитот Viva Technology во Париз.
Како што напредува генеративната вештачка интелигенција, влијанието на оваа технологија е поопипливо од кога било. Но еден од главните предизвици ќе биде да се обучат доволно луѓе за новите вештини, што ги бара револуцијата на вештачката интелигенција, велат технолошките инсайдери за Euronews Next. Не гледаме дека вештачката интелигенција ги заменува луѓето, но луѓето кои користат вештачка интелигенција потенцијално ги заменуваат луѓето кои што не го прават тоа, рече Лиза Хенеган, глобален дигитален директор на KPMG. Иначе KPMG е една од најголемите светски ревизорски консултантски фирми кои што се надеваат дека ќе бидат лидер во помагањето на компаниите да ја прифатат вештачката интелигенција. Групата вели дека обучиле над 85.000 вработени за тие да ја научат и да ја прифатат оваа технологија. Пред околу 12 месеци почнавме да правиме многу значајни инвестиции, неколку милиарди долари, работејќи конкретно со Microsoft, и тие инвестиции беа насекаде околу вештачката интелигенција, додаде таа. Како и компаниите, земите исто така се подготвуваат за револуција на вештачката интелигенција. Во пресрет на Viva Touch, председателот Емануел Макрон и посака добре дојде на француската елита на вештачката интелигенција во Елисејската палата и најави план Париз да стане престолнина на вештачката интелигенција и да се одржи меѓународен самит во 2025 година. За да продолжи револуцијата на вештачката интелигенција, на Европа и треба многу хардвер и капацитет, рече Жан-Батист Кемф, француски компјутерски научник кој стои зад видеоапликацијата VLC. Многу компании овде користат американски облаци, а тоа покренува големи прашања за суверенитетот. Треба да бидете наивни за да мислите дека податоците не можат да се ексфилтрираат. Европејците беа премногу наивни според мене, вели Кемф. Силата на Соединетите американски држави е нивниот екосистем. Во Сан Франциско има настани секоја вечер. Секој го презентира своето решение за 5 минути, јадеме 3 пици и почнуваме да разговараме, рече Флориан Барбаро, кој работеше на вештачката интелигенција во Соединетите американски држави. На сесијата, наречена "Се што од секогаш сте сакале да знаете за Илон Маск, но сте се плашеле да прашате", заснована на насловот на филмот на Вуди Ален, публиката можеше да ги слушне размислувањата на Меск, кој беше ексклузивен говорник, и додаде дека долгорочната цел на SpaceX е да го направи животот мултипланетарен. Мислам дека ќе ги имаме првите луѓе на Марс веројатно во рок од 10 години, можеби 7 до 8, изјави Илон Меск. Критикувајќи го OpenAI и Gemini на Google, тој рече: "Важно е вештачката интелигенција да биде обучена да биде вистинита и да не биде политички коректна." Четботот Grok AI на Меск, за кој тој тврди дека е со отворен код, ќе се труди максимално да биде ригорозен, да ја следи вистината и да биде најсмешен, додаде тој. Apple вредно го подготвува престојниот iOS 18, кој ќе го представи на WWDC конференцијата на 10 јуни, а потоа на есен ќе биде достапен на сите iPhone модели до iPhone 11. Пред официјалната премиера, познатиот аналитичар Марк Гурман подетално ги опиша новите опции за прилагодување на интерфејсот до сега невидени во таборот на Apple. Тој вели дека Apple ќе имплементира вештачка интелигенција во своите клучни iOS апликации, а не само во асистентот Siri. Голем број апликации за iOS ќе бидат освежени со нова функционалност и изглед со вештачка интелигенција. Новинарот на Bloomberg наведува дека Apple наводно ќе го донесе популарниот четбот ChatGPT-4 на iPhone во договор склучен со компанијата OpenAI на Сем Алтман. Како и во случајот на Samsung и Google, Apple ќе ги извршува повеќето задачи со вештачка интелигенција на самиот уред, додека само најпребирливите задачи ќе бидат извршувани во облак. Марк Гурман уште претходно најави дека iOS 18 ќе донесе нови опции за прилагодување на интерфејсот, ќе звучи смешно за корисниците на Android, но тврдокорните корисници на iPhone овие промени ќе ги сметаат за револуционерни. Во својот нов билтен Power On, Гурман тврди дека iOS 18 ќе донесе можност за поставување на иконите на апликациите каде било на почетниот екран, како и опција за промена на бојата на иконите. Ова значи дека иконите на апликациите повеќе нема да бидат принудени да бидат во горниот дел од екранот, туку ќе можете да ги поставите каде што сакате, исто како на Android. Доколку сакате, ќе можете и да промените бојата на иконите, така што сите апликации на социјалните мрежи можат да бидат во сина боја. Како и вообичаено, очекуваме iOS 18 најпрвин да биде достапен како јавна бета верзија за оние кои што сакаат да го испробаат, а официјалната премиера ќе ја чекаме на представувањето на новиот iPhone 16 серија смартфони.
А сега да ве освежиме со нови попусти на нови 3 производи од Анхоч. И овој пат нашите редовни гледачи можат да дојдат до дигитален купон со попуст доколку го скенираат QR кодот, кој ќе ви се појави долу на екранот. Со секое скенирање, со вашиот мобилен додека трае емисијата или до среда на нашиот YouTube канал, добивате купон кој може да го искористите во било кој салон на Анхоч. А додека вие скенирате, ние ќе се вратиме на содржините за денеска. И Холивуд го тресе вештачка интелигенција. Мета и Google сакаат да инвестираат милиони долари во AI во Холивуд. Мета и Google понудија десетици милиони долари на холивудските студија за лиценцирање на содржини на кои сакаат да обучуваат вештачка интелигенција. Напредните модели на вештачката интелигенција постојано се подобруваат, а прецизноста на нивните одговори зависи од базата на податоци за која што се обучени. Со оглед на тоа што некои компании неодамна почнаа да ги тужат OpenAI, Google и Meta за модели за обука на материјални заштити од лиценци, Meta и Google наводно сакаат да го направат тоа на легален начин, па според Bloomberg тие понудиле десетици милиони долари на холивудските студија за да им овозможат вежбање на модели во нивните филмови и серии. Според Bloomberg, Netflix и Disney одбиле да продаваат лиценци за нивните содржини, додека Warner Bros. Discovery наводно биле отворени да лиценцираат дел од своите програми. OpenAI и News Corp потпишаа повеќегодишен договор за да се донесат вестите на ChatGPT, додека Meta исто така размислува за да им плаќа на издавачите за пристап до вестите, фотографиите и видеата, за да ги обучуваат нивните модели на вештачка интелигенција. Сепак според Bloomberg, холивудските студија може да се резервирани во однос на ваквите сделки. Иако алатките за уредување на вештачка интелигенција може да бидат привлечни, во индустријата за забава постои голема загриженост дека компаниите за вештачка интелигенција би можеле да ја искористат својата креативна работа за да развијат AI за пишување содржини. Може би се плашат дека вештачката интелигенција би можела да направи подобри филмови без етаблираната филмска индустрија и живи актери и режисери. Прашањето е ќе ли успее ли Холивуд да се справи со вештачката интелигенција, веројатно ќе дознаеме многу брзо. А дека вие уште подобро ќе се справите со нејзината помош во игриците, во тоа не се сомневаме. За новитетите кои Microsoft ги презентираше со неговиот Copilot, дознаваме за кратко по рекламите. Бидете со нас до самиот крај, ќе биде интересно. Еве неназад да се вратиме на содржините за денеска. Дека Microsoft ќе го промени начинот на работа на компјутерите, ни стана јасно што ми ја промовираа новата алатка Copilot, вградена во новиот Windows и компјутери на Microsoft. Затоа каде може да го користите Copilot, но и неговата неверојатна примена во геймингот, ви откриваме токму сега. Microsoft Copilot е најновата иновација на Microsoft која има за цел да го трансформира начинот на која луѓето ги користат своите компјутери и софтверски алатки. Оваа технологија базирана на вештачка интелигенција е дизајнирана да помогне на корисниците во нивните секојдневни задачи, обезбедувајќи им персонализирана и интегрирана асистенција. Copilot е интегриран во Microsoft 365, што значи дека корисниците на апликацијата како Word, Excel или Outlook ќе може да ги искористат неговите напредни способности за автоматизација и препораки. Со помош на Copilot, креирањето документи, анализа на податоци и управување со e-пошта стануваат побрзи и поефикасни процеси. Технологијата користи напредни модели за обработка на природен јазик, што овозможува разбирање и генерирање на текстот на природен и човечки начин. Ова го прави Copilot корисен не само за технолошки задачи, туку и за креативни процеси како пишување содржини и креирање презентации. Microsoft Copilot исто така има способност да учи од корисничките интеракции, постојано подобрувајќи се и адаптирајќи се на специфичните потреби на секој корисник. Долгогодишните геймери веројатно знаат дека дури и игрите за еден играч можат да бидат многу позабавни со пријател кој што се дружи во близина за да понуди совети или едноставно да понуди искрени реакции на се што се случува на екранот. Сега Microsoft ветува дека неговиот систем Copilot, напојуван од ChatGPT 4.0, наскоро ќе понуди имитација на тоа просоцијално искуство, дури и за играње на Minecraft, кои немаат достапни човечки пријатели за да ги гледаат како играат.
Во некои објави на социјалните мрежи минатата недела, Microsoft истакна дека разговорите во реално време со вашиот придружник Copilot со вештачка интелигенција можат да го подобрат инаку осаменото искуство на Minecraft. Во првото демо, Copilot гласот му кажува на играчот како да изработи меч, водејќи го низ прозорецот на собирање дрво или камен, за да оди со стапчињата што седат во неговиот инвентар. Во другата, вештачката интелигенција идентификува зомби пред играчот и дава навидум очигледен совет да бегате од заканата и да бидете сигурни дека не може да стигне до вас, со копање под земја или градење кула од блокови. Овие типови на покажувачи во играта не се најрелевантната употреба на разговорната вештачка интелигенција. Дури и основно упатство, референтен систем во играта или онлайн преглед, може да ги достави истите основни информации на крајот на криштата. Сепак, демонстрацијата се издвојува по тоа како тие информации се доставуваат до играчот, преку разговор на природен јазик кој не бара ни накратко паузирање на играта. Hey, Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Клучниот момент што истакнува оваа разлика е блиску до крајот на едно од видео демо снимките, кога Copilot AI му нуди малку охрабрување на играчот. Леле, тоа беше блиску. Одлична работа да се најде за солниште. Тоа е моментот кога системот преминува од фантастичен водич за стратегии контролиран со глас во верзија која што според видот на гласот може да се оцени дека седи на вашиот кауч или го гледа вашиот пренос на Twitch. Создава реална можност за развој на парасоцијална врска со водачот Copilot, што не е на вистина ризик кога се консултира текстуална датотека. Од видеоклиповите не е јасно дали Copilot ги чита податоците директно од примерот на Minecraft или едноставно реагира на истите информации што ги гледа играчот. Но објавите на социјалната мрежа дојдоа истиот ден кога Microsoft ја објави потест. Функција што доаѓа, што снима и слика од вашиот активен екран на секој неколку секунди, за да обезбеди постојана меморија за се што правите на компјутерот. Таа функција ќе биде ексклузивна на компјутерите Copilot Plus, кои користат интегрирана единица за невронска обработка, за обработка на многу вообичаените генеративни задачи со вештачката интелигенција на уредот. Copilotското демо на Microsoft за Minecraft подсетува на некои слични разговори што OpenAI ги покажа за време на минатонаделната демо во живо на ChatGPT 4.0. Но разговорот со вештачка интелигенција во непосредна близина звучи значително пороботизирано и директно од реалистичните емотивни одговори во презентацијата на ChatGPT. Потоа повторно ChatGPT беше на удар над критиките од актерката Скарлет Јохансон за користење на гласот што звучи премногу како нејзината изведба во филмот од 2013 за разговорната вештачка интелигенција. А ќе се потсетиме во продолжение. You're just not being optimistic. You're being very stubborn right now. Okay, stop walking this direction. It's the other way. Thank you. Okay, the tunnel on the left is the only one we haven't tried. No, I think that's the one you sent me down where I fell in the pit. Okay, I don't think so. Oh, yeah, this is different. Верувам дека успеавме да ве задржиме до самиот крај на ова издание на Digi Plus. Ако нешто пропуштивте, утре имате реприза како и секој понеделник точно на пладне, но во целост можете да наследите и преку нашиот YouTube канал, каде што исто така можете да скенирате попусти од Анкоч. Digi TV МК ќе не најдете многу лесно. Исто така дел од содржините на нашите социјални мрежи, на Instagram, на Facebook и на TikTok, Digi TV МК. Следете не, подготвуваме и многу изненадување таму за вас, а подготвуваме и ново издание веќе следната недела. Голем поздрав!